Со завршувањето на школската година сите дишеме полесно. Учениците поради летниот распуст, родителите поради завршената пресија околу успехот на децата. Но автомобилската индустрија се уште не држи во тензија. Затоа е одговорен Ауди, бидејќи оваа недела го представи новиот Ауди А5. КАМАЗ исто така притиска, бидејќи по 13 освоени титули на најзахтевното рели во светот, Париз-Дакар, се подготвува за 14-тата. Исто така ќе ве однесеме 2500 метри испод Алпите, а ќе ви понудиме што да правите доколку имате вишок 500.000 евра. Но, да не должиме многу. Опуштете се и следните 30 минути ќе ви поминат вака. Да се создаде моќен мотор е како креирање на неодолив парфем. Се селектираат најдобрите состојки. Така, тој ќе ги поттикне твоите чувства, кои ќе ги паметиш до крајот на својот живот. Peugeot 308 со 1.6 Blue HDI мотор за 190 евра месечно. Да имаш контрола, значи да имаш се. Преземи контрола и одбери Корола. Сега Toyota Corolla бензин за само 13.590 евра или Toyota Corolla дизел за 14.990 евра. Одбираш Корола, одбери и пакет, регистрација и пол резервоар или една година каско осигурување или алуминиумски бандажи. Патосници добиваш во секој случај. Имај се. Toyota, always a better way. Запознајте ја новата звезда во флотата на Mercedes-Benz. Новата Е-класа, која го прави секое ваше патување. Патување во прва класа. Mercedes-Benz. The best or nothing. Designed with a little more attitude. Mazda 6. Mazda. За ситуациите во кои што сте без решение, земете семеен пакет Одличен 7 од Евроинс. Пакетот вклучува патничко, домаќинско осигурување и осигурување од незгода. Одличен 7. Квалитетно осигурување за квалитетен живот. Со представувањето на моделот А5, Ауди се врати во класата на купеа. Легендарниот Quattro, кој беше во купе каросериска изведба, се уште не ги остава рамнодушни љубителите на автомобилите. А А5-ката не само што не ги остава рамнодушни, туку и ги тера подлабоко да брцнат во своите джепови. Љубителите на оваа класа автомобили ќе очекуваат и уште 2 до 3 изведби на Ауди А5. Но во следниот прилог ќе ви прикажеме што нуди потполно новиот А5.
Тргајќи го велот на тајноста од Audi A5, марката со 4 прстени го прекина долгото чекање на новата генерација. 9 години стаж на купето се чувствуваа, но тоа и ден денес се уште е доволно провокативно за да ги сврти погледите кон себе. Затоа и новитетот за нетретираните очи изгледа многу сличен на претходникот, иако всушност е сосема нов, со намера да му додаде покарактеристичен визуелен идентитет и посекси изглед. Audi му намени пар нови светла со почист облик. Тие заедно со телото со повеќе облини го одвојуваат од останатата тековна понуда на марката. Пред се, од тековната генерација на A4, околу чија платформа е и направен. Исти се ослонувањето, новите технологии и голем дел од натрешноста. Официјалните информации велат дека има повеќе простор за патниците благодарение на поголемото меѓуоскино растојание. Посебно внимание е посветено на главите на патниците назад, кои веќе не мораат да ја плаќаат цената на водечката во класа аеродинамика со коефициент на отпорот на воздухот од 0,25. Инструментаблата изгледа исто како и во A4, а фалениот виртуелен кокпит е опција. Новите мотори со кои A5 ке се докажува се селектирани од понудата на A4. Најслабите се дволитарски, кои во бензинската и во дизелската изведба имаат по 190 конски сили. Бензинецот е на располагање со 252 конски сили, а 3-литарските дизел машини се со 218 и 286 коњи. На врвот на понудата засега се наоѓа 3-литарскиот бензински агрегат со 354 коњи, наменет за S5. За неговата потентност кажува забрзувањето до 100 за 4,7 секунди, додека максималните 250 км на час електронски се лимитирани. Кватропогонот е опција за основните, а стандарден кај посилните верзии, вклучувајќи го и идниот RS5. За него се зборува дека наместо досегашниот атмосферски V8 ќе има турбо V6 мотор со околу 500 коњи. Се споменува и хибрид, чија основа ќе биде 1,4 литарскиот TSI, комбинација веќе видена кај A3 и Tron. Трансмисијата е шаренолика и во зависност од агрегатот може да биде 6 степена мануелна, 7 степена со двојна спојка или 8 степена автоматска. Безбедносните системи кои не недостасуваат се предводени од адаптивниот темпомат кој функционира и во тргни застани услови на возење во градски гужви. Тука се и системите за помош при свртување и избегнување на судир, како и повеќе други веќе видени електронски асистенти. После купето, кое во продажба ќе се најде есенва, ќе следат и кабриолет и 5-вратната спортбек изведба на овој A5. Форд започна со нова офанзива кај комерцијалните возила. Моторната техника во овој сегмент ретко се менува, но кога се менува носи неспоредливи подобрувања. Така е и со најновиот EcoBlue агрегат кој ќе го замени сегашниот 2,2 литарски мотор во Transit и Transit Custom. Ќе биде на располагање во 3 верзии со 105, 130 и 170 конски сили. Го разликуваат работната зафатнина од 2 литри и значителното намалување на трошоците за експлоатација. Сервисните интервали му се продолжени на 2 години, односно 60.000 километри, а економичноста подобрена за 13%. Ги задоволува Euro 6 нормите кои ќе стапат на сила есенва и налагаат намалување на азотните оксиди за 55%. Тоа е постигнато со оптимизираниот процес на согорување дополнет со селективна каталитичка редукција и третман на издувните гасови со AdBlue адитив. Комплетно новата конструкција е дополнета со унапредена технологија за надполнење и впрскување на горивото, како и со старт-стоп систем. Намалени му се и вибрациите и бучавата кои се сведени на ниво на патничките возила. Новиот агрегат на Ford помина 5,5 милиони километри тестирања. Освен со него,
во популарната гама комерцијални возила на Ford ќе биде освежена и со повеќе напредни електронски асистенти. Меѓу нив е и системот за препознавање сообраќајни знаци, адаптибилни тепломати кои со камери и радар ги одржуваат брзината и растојанието од возилото напред. Русите се враќаат. КАМАЗ го представи новиот надпреварувачки камион со кој до година ќе атакува на својата 14-та победа во релито Дакар. Но пред да отпатува од онаа страна на Атлантикот во најнегостолюбивите предели на планетава, новиот камион на КАМАЗ своите заби ќе ги покаже и на релито Патот на свилата. Ова во многу нешта напорно рели, како и Дакар, по 2-годишна пауза повторно ќе се вози идниот месец. Идеална шанса тимот на КАМАЗ да се провери себе си и новата техника на трасата долга 10.000 километри помеѓу Москва и Пекинг, поделена во 15 етапи. За разлика од камионите со кои досега се освојуваат трофеите, новиот КАМАЗ има кабина зад моторот. Руските инженери максимално ги имаат искористено предностите на оваа така наречена конструкција со муцка, која во Европа е ретка. За основа е земена шасијата од серискиот модел 4326, која исто така се среќава и кај воениот оклопен транспортер наречен Куршум. Под впечатливата хауба се крие победничката машинерија способна да се справи со секој предизвик. Моторот е сосема нов, 12,5 литарски, а возењето помеко за луѓето во продолжената кабина. Причината е што ударите не се пренесуваат директно на нивните седишта кои веќе не се поставени над предната оска. Токму тоа и беше еден од главните мотиви русите да се одлучат за оваа конструкција, да се обезбеди поголем комфор за екипажот. Логиката е едноставна. На вакви релија заморот е најголемиот непријател, па така одморен екипаж значи и подобри резултати. Врвната технологија овозможува повеќе конфигурации во зависност од тежината и брзините на етапите кои идната година се очекува да бидат фасцинантни. А новиот звер на КАМАЗ е способен за постигнување на 160 км на час и тоа на секаква подлога. Резервоарот од 1000 литри гориво обезбедува возење цел ден и поголем дел од ноќта, а 16 степениот ZF менувач оптимално искористување на сите 980 конски сили. Новиот камион за Дакар, чија изработка траеше една година, беше готов уште лани. Но пред да го пуштат во коштец со јужноамериканските пампи, русите сакаат да бидат сигурни дека е еднакво победнички настроен како и неговиот претходник. Спортските успеси на КАМАЗ придонесоа половина од азиските земји да ги користат камионите од Татарстан во своите оружени сили. Руската армија секако е најголем клиент, но годишното производство од 40.000 камиони е доволно за сите. Судејќи според амбициите на КАМАЗ и претходните 13 титули, оваа сезона на Дакар тешко кој ќе може да му се спротистави на рускиот производител на камиони. А сега одиме понатаму со една тешка дилема. Замислете дека имате пола милион евра и се размислувате што да правите со нив. Ви треба викендичка на планина, ви треба викендичка на море, ви треба и превозно средство. За пола милион евра, нешто повеќе од тоа, има солуција. Тоа е новиот моторхоум кој нуди врвен луксуз, се разбира мобилитет, слобода на движење, дури и гаража за едно Porsche 911.
Зборот луксус добива поинакви димензии кога се во прашање моторните домови. Нив ги има секакви, од најмали па се до вакви, но овој што го гледате е единствен. Не толку според големината, колку по содржината, но ќе започнеме од габаритите. Погледот во техничките податоци вели дека е на располагање со должина меѓу 7,5 и 12 метри и дека се поставува на шасии од 5 до 26 тони. Најголемата од 9 основни изведби има 3 оски и механика од Mercedes Actros со 422 конски сили. Производ е на германската компанија Vario Mobil и главна карактеристика му се просториите кои се извлекуваат со помош на хидрауличен систем. Купната широчина која се добива е 3,4 метри со импресивно чувство за просторност. Како тоа функционира одлично се гледа на снимкиве, исто како и просторот за автомобил во задниот дел. Тој во зависност од самиот моторхоум е изведен со 3 големини. Во најраскошниот собира дури и Porsche 911. За полесно паркирање платформите автоматски се спуштаат, а возилото со вител се вовлекува во просторот за него. Овој моторхоум е идеален за 4 лица, но бидејќи има 3 оддели за спиење може да вдоми и 6 души. Ексклузивноста е загарантирана со 100% слобода на клиентот во планирањето, дизајнот и техничката изведба. Првокласните материјали и рачната изработка се подразбираат, исто како и основната цена која се движи од 260 па до 575.000 евра. И тоа без додатоци, меѓу кои има и такви кои чинат повеќе десетици илјади евра. Патувањето со вакво возило е вистинско задоволство, а оние што сакаат многу да патуваат, една од приоритетните цели им се Алпите. Таму постои еден тунел наречен Готард кој е долг 17 километри, но на швајцарците тоа не им беше доволно, па направија уште подолг тунел. Рака на срце за железницата, но сепак е светски рекордер. Долг е 57 километри и се наоѓа на 2300 метри длабочина испод врвот на Алпите. Одбројувањето заврши. Најдолгиот тунел на светот е отворен. Сечејќи утробата на швајцарските Алпи под масивот Сен Готард, тоа е триумф на вечната човекова желба да ја победи природата. И тоа по трет пат, бидејќи во овој регион веќе постојат уште еден железнички и еден патнички тунел. Првиот направен пред повеќе од 130 години е долг 15 километри, а вториот пробиен во 1980-та 2 километри повеќе. Но сето тоа изгледа како детска игра во споредба со 57 километри должина на базниот тунел Готард, како што е официјалниот назив на оваа железничка конекција. Тој не само што е најдолг, туку е најдлабок во земјата. Над него се наоѓаат 2300 метри планини. Горди што им беше доверена електрификацијата, во швајцарската фирма АББ ги пречекаа 100.000 гости на северниот јазол на тунелот. Меѓу нив беа првите луѓе, председатели и премиери на Швајцарија, Германија, Франција, Италија и Австрија, што го покажува неговото вистинско значење. А тоа е многу поголемо отколку спојување на раздвоените централни и јужни швајцарски региони. Тунелот како круцијална железничка артерија ќе придонесе за многукратно поквалитетно поврзување и на северните и јужните делови на Европа. Уште кога му започна градбата пред 20 години, ова инженерско чудо беше наречено проект на векот. Низ него првите железнички композиции официјално ќе поминат во декември. За контрола на безбедноста дотогаш ќе бидат направени околу 3000 тест возења. Има капацитет секој ден да пропушти по 260 товарни воза со стандардна конфигурација од 3600 тони и 65 патнички, и тоа со брзина од дури 250 км на час. Заради тоа и во него е инсталиран најмокниот систем за вентилација во светот со јачина од 15,6 мегавати.
Без него температурата на најдлабокото место би изнесувала 46 степени Целзиусови. Се состои од два независни тунела со пречник од околу 9 метри, низ кои се поставени единични железнички колосеци. Заедно со сервисните, вкупната должина на тунелите изнесува 152 километри. За нивно пробивање ископани се околу 28 милиони тони карпи. На две места во тунелот се направени мултифункционални станици каде возовите, ако треба, може да ги заменат колосеците. Вредноста на инвестицијата надминува 12 милиарди швајцарски франци, а изградбата однесе и 9 човечки животи. Во последно време Opel се однесува со поголем респект кон купувачите. Сите новитети, колку и да не се атрактивни, лично ни ги представуваат првите луѓе на компанијата. Сега му дојде редот на Марк Адамс да ни ја образложи новата Opel Zafira, моноволуменецот кој некако остана зад првите борбени редови. Неправедно, затоа што сосема сигурно заслужува повеќе од 9-тото место во својата класа во Европа. Но со оглед на не така големата разлика меѓу конкурентите, тоа можеби дефинитивно ќе се промени. Гледајќи обновената Zafira, дури и сме сигурни во тоа. Таа и досега имаше сосема добри механички аргументи кои главно останаа нечепнати. Затоа пак електронските системи сериозно се надградени, посебно од ние безбедносните. Дизајнерски се разликува по помеките линии добиени со новите светла и маската. Сега некако подсетува на Astra, иако го има задржано моноволуменскиот персоналитет. Се забележуваат нивните светла во облик на двоен бумеранг кои автоматски асоцираат на поголема софистицираност. Таа пак во поголема мерка се среќава во внатрешноста, не само кај целосно редизајнираниот панел со инструменти. Поедноставен и визуелно почист, тој е дополнет со новиот IntelliLink инфозабавен систем со Apple CarPlay и Android Auto компатибилност. Нове и управувачот, како и опционалните ергономски седишта. Мултифункционалниот FlexRail конзолен систем и понатаму останува главна особеност на внатрешноста, која сега е исполнета и со 4G Wi-Fi сигнал кој обслужува до 7 уреди. ...204, 205, 206, 207, 208. Токму денеска имаме рестилизираната верзија на 208-ката на тест. Оваа гама на возила игра голема улога во историјатот и во портфолиото на Peugeot. Само да се подсетиме на легендарната 205-ка. Но 208 е многу помодерно и изгледа многу поексклузивно. Ова возило е скроено да одговори на потребите за градско возење, но и за кратки релации. Затоа и технологијата испод хаубата е скроена токму за тоа. 1,2 литраниот PureTech мотор со 85 конски сили не само што треба да биде економичен, туку и треба агилно да ја движи оваа каросерија. Но погледнете ја само бојата. Оваа едиција на 208 изгледа како да е GTI, со матирана црна боја, потоа со лимета жолти направени цитати. Ова возило го побудува секој возач. Но ќе видиме колку нас ќе не побуди за возење во градски услови, но и ќе ве однесеме на една кратка прошетка низ природата. Пред да тргнеме на прошетката, да видиме оваа компактна каросерија што нуди во внатрешноста. Внатрешноста на прв поглед делува извонредно атрактивно. Пред се, инструмент таблата е поделена на аналогни и дигитални инструменти, но доминацијата во кабината ја има овој дисплеј. Дисплејот нуди богато мени, па дури и многу работи кои
ќе ве направат никогаш да не ви биде досадно. Замислете, овој мал автомобил може да биде и хотспот за Wi-Fi конекција, а никогаш не би ви било досадно бидејќи во внатрешноста имате дури и калкулатор и календар. Но да збориме малку за возачката позиција. Јас сум удобно сместен на седиштето на 208-ката, но со новиот дизајнерски смер кој го промовира Peugeot со 2008-ката, има преголем простор од управувачот па се до инструмент таблата. Така да, иако воланот е во највисока можна позиција, мене некако ми доаѓа оваа констелација чудно. Инаку престојот во кабината се гледа дека алудира на луксуз и на престиж. Пијано лакот е тука со алуминиумски цитати. Тоа се моите први впечатоци за интериерот на 208. А сега е време да го стартуваме моторот и да тргнеме на возење. Со редизајнот 208 како повторно да го разгорува огинот во друштвото на супермини автомобили. Далечниот претходник, моделот 205, го направи тоа и остави длабока трага во автомобилизмот. Истата идеја е всадена во 208, но овој пат не се само во прашање изгледот и имиджот, туку и високата технологија. Екологијата и штедливоста играат клучна улога во денешниот свет, па адекватните мотори се поагилни и трошат помалку гориво благодарение на намалената тежина од 100 кг. Тоа се постигна со аеродинамиката која е подобра отколку кај 207 и употребата на лесни материјали и композити употребени во изработката на подвозјето и каросеријата. Внатрешноста на мој изненадување е комотна и има доволно простор на задните седишта. Престојот во кабината е пријатен, ергономски, со нагласок на последните технички помагала за забава. Во градски услови на возење 208 се однесува зрело. Сите мои предрасуди за 1,2-литрениот бензинец паднаа во вода веќе во првите неколку извозени километри. Трицилиндерскиот мотор има 82 конски сили кои оставаат уверлив печаток. При притискањето на педалата за забрзување каросеријата весело забрзува. Преносот на брзините, иако е 5 степен, добро е модулиран, па овозможува брзо менување и возење во висок степен со мала брзина. Тука лежи трикот. Без премногу оптоварување, 208-ката лесно и флуидно се движи низ градскиот сообраќај и поради тоа не троши многу гориво. Во градски услови на возење Peugeot 208 се покажа како полн погодок. Просторноста, опременоста и ергономијата во внатрешноста го прават возачот да се чувствува комфортно и никогаш да не му е досадно, пред се поради инфотејмент системот. Но да видиме како се однесува 208 на отворен пат, односно пат со свијоци. Првиот впечаток е дека управувањето не е толку ентузијастичко како што остава впечаток во градски услови на возење. Далеку од тоа дека не е прецизно, но повеќе доверба би ми пружило управувањето кога подобро би ја чувствувал предницата. Инаку, моторот многу добро се однесува во сите сценарија. Тој е трицилиндерски со зафатнина од 1,2 литри и има 82 конски сили. Оно што ми се допаѓа е неговата еластичност, но и големата економичност. На нашиот тест ние забележавме потрошувачка од 7,1 литар, што е добар показател бидејќи го возевме малку подинамично. Ми се допаѓа кај него звукот. Тој е резонантен и знае да зарежи на повисок број вртежи. Па оној што не знае дека е трицилиндричен мотор и дека има само 82 конски сили би помислил дека е
доста посилен мотор. Забележав дека подпирањето е малку потврдо отколку што би требало да биде, но тоа не се одразува на комфорот. Потврдо затоа што очекувам вакво подпирање и амортизација да има автомобил со многу посилен мотор. Но 208 покажува дека и со послабите мотори е гама која е способна да понесе многу повеќе отколку што се очекува од неа. Инаку појавата на 208 е импресивна, особено во изданието кое ние го возиме. Матираната црна боја со лимета зелените цитати го прават да изгледа како спринтер, да не кажем како GTI автомобил. Но првенствената улога на 208 со 1,2 литрениот мотор е да биде економичен и да не ја загадува човековата околина. Јас би додал дека ова издание на 208 е кул автомобил. Кул поради опременоста и чувството кое го имаат луѓето во внатрешноста на кабината. Опременоста е на високо ниво, па можеби и затоа не би ја дискутирал цената од околу 13.500 евра. Peugeot со своите автомобили има длабока трага во автомобилската индустрија, особено во оваа класа. Можеби со моделот 207 Peugeot малку го изгуби својот пат, но 208-ката покажува и докажува дека францускиот лав се уште знае гласно да зарика и да се спротистави на тешката конкуренција. Тоа беше се за ова издание на Автомагазин. Ви посакувам убави недела дена, додека не дојде нашата повторна средба. Се гледаме следната сабота во 14 часот и 45 минути.